Што се несува до Агенцијата за вработување, има посебни закони, специјални закони кои што ги уредуваат работата и надлежностите на Агенцијата за вработување. Тука би рекол со некои одредени корекции законски, но не од преголем обем, од помал обем, би дошле до, би рекол, одлични законска рамка, законски фундамент во однос на идното функционирање на Агенцијата за вработување, но тоа што недостасуваше во минатото е вистинско лидерство во Агенцијата за вработување, односно сметам дека менаџирањето со институциите во Македонија е еден од поголемите проблеми или не менаџирањето на вистински начин. Значи, потребни се луѓе, менаџери во вистинска смисла на зборот, кои што одговорно ќе работат и ќе се трудат не да ја девастираат институцијата или само да се постават во ситуација да пројде денот, туку реално да ги решаваат проблемите, но и да ја развиваат самата институција. Визионерски. Оние кои што се внатре најдобро ги знаат проблемите, а соодветно на тоа треба да нудат и решенија за истите проблеми. Така што сметам дека со добар тим кој што би раководел во Агенцијата за вработување и одредени не под преголем обем законски измени и дополнувања, Агенцијата ќе може да го има вистинското место и улога во македонското општество, македонскиот труд, особено на пазарот на трудот, вистинската улога која што треба да биде посредник помеѓу работодавачите и работниците, но и многу повеќе од тоа. Што се однесува до злоупотребата на средствата од социјалната помош или гарантираната минимална помош, како и другите парични давања кои што следуваат согласно Законот за социјална заштита, всушност сметам дека станува збор за недостаток повторно на контрола и надзор, бидејќи не велам дека 100% може секое прекршување веднаш да се детектира, но ако се има намера да се стави крај на злоупотребите, со соодветни правни институционални инструменти, контрола, надзор, одредени законски измени, персонално зајакнување на соодветните инспекции и двојни или тројни проверки на лицата корисници на социјална помош, во смисла дали, каде, како евентуално остваруваат и приходи во рамките на сивата економија, сметам дека во голем обем може да се намали процентот на злоупотреба и од негде 30 до 40% сива економија која што постои во Македонија, да ја сведеме многу пониско, дури под 10%, да дојдеме во некои рамки на европскиот просек, што би било за нас голема предност, бидејќи тоа се одредени средства кои што не се во системот и кои што како држава ги губиме, а од друга страна, и сами спомнувате, се злоупотребуваат одредени права па кои што ги нуди државата како помош за ранливите граѓани. Но има и нешто трето, а тоа е дека состојбите, условите во нашата држава се менуваат. Но имаме недостатоци на работна сила во одредени сектори и индустрии, а во други кои што можеби и не се ни помислуваше дека ќе има недостаток, се појавуваат знаци дека и таму се менуваат состојбите. Така што ние сега мораме да внимаваме овие лица кои што се корисници на одредени парични давања, примања преку системот на социјална заштита, како поскоро побрзо да ги интегрираме во системот на пазар на труд, односно од пасивни баратели, од злоупотребувачи, дел од нив на права од системот на социјалната заштита, да ги мотивираме, активираме, да бидат активни партиципиенти во пазарот на трудот и да се вклучат да работат, да сакаат да работат, да бидат мотивирани, да бидат насочени и да влезат во рамките на работните односи со цел и да го релаксираме социјалниот систем од една страна, и да намалиме сивата економија, но и да ги активираме македонските државјани да бидат дел од трудовиот систем во Македонија, наместо да увезуваме работна сила од надвор, која што веќе полека, но сигурно гледате и сами станува
реалност во одредени сектори.